Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Откупувачите на тутун ги изедначија цените по класи. Највисоката 420 денари. Прилепската болница го засили својот медицински тим со 22 нови лекари. Со искрена намера за зголемување на безбедноста во сообраќајот, автоконтрол со ваучер за возачите. Нова енергија од независната културна сцена во Прилеп. За оние кои планираат да патуваат во Грција, блокиран грчкиот премин Евзони заради протести на земјоделците. Утре се одбележува 3 декември, меѓународниот ден на лица со попреченост. Времето денеска променливо облачно со повремени сончеви периоди и температура до 8 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Best Solar Крушево. За ваш енергетски ефикасен дом. Квалитет и екстра услуга. Кога грејната сезона е тука, ние се грижиме за удобноста и топлината во вашиот дом. Продажба и монтажа на системи за грејење на топла вода. Со нас секогаш добивате удобен комфор во домот. Best Solar Крушево. Ако сакате централно грејење, ќе имате енергетски ефикасен дом. Само со нас. Best Solar Крушево. Ние сме подготвени. Подготвени ли сте и вие? Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп. Патувајте до вашата дестинација, заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црнагора. Новогодишни и божикни тури. Метеори. Божикното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници! Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и месни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Во рамките на предвремениот откуп по пауза, Тутунскиот комбинат од 1 декември продолжи со преземање на актуелната реколта, а паралелно откупуваат и Кавекс. Во најава за старт се Сокотап, а од утре почнуваат Алијанса и Пашоски. Останатите компании, Секе и Орбита Табак се уште немаат пријавено во Сојузот кога би започнале со преземањето на договорените количини ароматичен ориентален тутун. Имавме состаноци во Скопје, треба да го запаза законскиот рок за да почне за откуп на тутун, односно крајниот рок да биде 15 декември, да се откупува на добриот тутун, да се плати добро и да оди на прва класа
и одбитокот да биде максимум до 3%, односно на долната берба да биде 2-3%, на горните берби да и биде до 1%. И се откупува по класи или се тоа како лани во една класа? Под класи, не со овие цени, не дозволивме да се купува по овие цени, заради тоа што ако дозволивме да се купува по класи со овие цени, ќе паднеше многу понизок просек од лански. Прилеп доби 22 нови доктори, 21 по општа медицина и 1 доктор по стоматологија. Тие денеска ги добија решенијата за вработување во Прилепската болница Борка Талески. Нивното приклучување ќе овозможи поквалитетна, побрза и подостапна здравствена грижа, како и дополнително растаретување на постојниот медицински кадар, велат од Прилепската болница. Со искрена намера за зголемување на безбедноста во сообраќајот, автоконтрол со ваучер за возачите. Автоконтрол, станица за технички преглед, тргнува во нова зимска акција во мисија за побезбеден сообраќај. Од денеска до 15 март 2026 година, Автоконтрол во соработка со Uniroyal Company ја стартува зимската акција со погодности за сите возачи со доделување на ваучер од 1000 денари за набавка на зимски гуми при регистрација на возилото во Автоконтрол. Доделувањето на ваучарите започнува од денеска, ќе трае до 15 март 2026 година. Целта на оваа заедничка превентивна акција е подигнување на свеста за важноста од соодветна зимска опрема и редовна техничка исправност на возилата, велат од Автоконтрол, станица за технички преглед Прилеп. Нова енергија од независната културна сцена во Прилеп. Во оваа нова енергија се вклучува иницијативата 500 денари рекет, чија амбиција е секој месец да организира барем еден културен настан што ќе внесе свежина и динамика во урбаниот живот во Прилеп. Како прв придонес во рамките на иницијативата на 5 декември, Прилеп ќе го добие концертот и промоцијата на новиот албум на битолскиот бенд Вел, проследен со специјален гостин легендарниот Горан Трајковски Готра. Двајцата актери веќе беа представени на ПИН музичката конференција во Скопје со опис што доволно говори за амбицијата на проектот. За оние кои планираат да патуваат во Грција, информација дека е блокиран граничниот премин Евзонив заради протести на земјоделците. Грчките земјоделци со 1500 трактори се на барикада поради скандалот со Европската Унија и субвенциите. Земјоделците низ цела Грција ги засилуваат блокадите на патиштата, ги блокираат автопатите и граничните премини и планираат нови прекини додека вршат притисок врз владата да ги исполни нивните барања, предупредувајќи дека мобилизацијата на земјоделците ќе се интензивира во наредните денови, јавуваат грчки медиуми. Блокадата на Евзони е меѓу неколкуте што се случува низ цела Грција, а демонстрантите наведуваа сериозни доценја во плаќањата што ги доложи Агенцијата за земјоделско плаќање, заедно со зголемените трошоци за производство и постојано ниски пазарни цени. Утре се одбележува 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост. Стапката на инвалидност постојано се зголемува поради старењето на населението и глобалниот пораст на хроничните здравствени состојби. Земјите со пониски приходи имаат повисока преваленција на инвалидност за разлика од земјите со повисоки приходи. Во Република Македонија се проценува дека 10% или околу 200.000 жители се лица со инвалидитет. Здравствената и социјалната заштита на лицата со посебни потреби има значајно место во секој организирано општество, не само од социјален и хуманитарен аспект, туку и од економски причини. Според податоците на Светската здравствена организација, повеќе од 1 милијарда луѓе во светот или 15% од светската популација живеат со некој вид на хендикеп. Временска прогноза. Времето денеска беше променливо облачно со повремени сончеви периоди и максимална температура во Прилеп до 8 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза.
Следевте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, декември 2025. Одговорен уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.